Годишни времиња. Во домот сите се заедно. Однадвор се слуша свирењето на ветрот. Олја љубопитно ѕирка низ прозорецот. Михајло в раце држи книга и се обидува да прочита уште неколку страници. Михајло, колку страници ти останаа за читање? Го праша татко му. Еве уште неколку, се обидува да одговори. Прашај го колку прочитал, цел ден го гледам како ја превртува книгата, додаде мајка му. Не чита, умот му е цел ден во другарите и игрите, ама денес нема никој надвор, додаде Олја. Кој ја измислил оваа зима? Навистина е здодевна, се лути Михајло. Не лути се зашто ништо не знаеш, рече татко му. Јас сакам да биде лето, слободно да си играм со другарите, дополни малку лут Михајло. Јас пак сакам секогаш да биде есен. Многу сакам да јадам сочни јаболка, сливи, круши, да крцнам по некоја костенче или оревче, се оближува Олја. Пролетта е најубавото годишно време. Насекаде се е раззеленето и разцветано. Тогаш се буди целата природа, се надоврзува мајка им. Значи вие ги сакате пролетта, летото и есента, а зимата, зошто не и неа? Љубопитно го прашува татко им. Сите почнаа да објаснуваат и да кажуваат своји мислења. Татко им со внимание ги слушаше и си потпевнуваше. На крајот заклучи. Зимата е прекрасно годишно време. Тогаш многу растенија мируваат со својот развиток. Животните исто така се одмараат, а и децата се радуваат на снегот. Еве ги првите снеголки, тие паѓаат, танцуваат, се пластат една врз друга. Дојди, Михајло, дојди и погледни колку е прекрасна зимата. Михајло се приближи кон прозорецот и восхитено зборуваше. Прекрасно! Утре цел ден ќе се санкаме и ќе правиме снежко. Секое годишно време е прекрасно, само треба да се доживее на најубавиот начин. Во еден глас додадоа мајка им и татко им.